За 20 години, секое четврто дете во светот ќе живее со недостаток на чиста вода за пиење, но и ограничени ресурси за секаква намена на водата. Овој податок стои во годишниот извештај на УНИЦЕФ кој денеска го објави на Светскиот ден на водата. Спас можеби и ќе има, доколку владите превземат конкретни мерки. Влијанието на климатските промени врз водите не е неизбежно, велат од УНИЦЕФ. Извештајот завршува со серија препораки што може да помогнат во спречување на влијанието на климатските промени врз животот на децата. УНИЦЕФ повикува да се превземе нешто. Ова ние можеме да го превенираме. А можеме да го превенираме така што ќе се најдат безбедни начини за складирање вода. Владите на тие држави ќе ги планираат промените, например во однос на индустријско користење на вода и користење за домаќинства. И ќе имаат стратегии за тоа како да се справат со климатските промени. Според извештајот, 36 земји во моментот се соочуваат со екстремно висок недостаток на вода, кој настапува кога побарувачката е далеку над достапното обновливо количество. Повисоките температури, порастот на нивото на морињата, големите поплави, сушите и топењето на мразот влијаат врз квалитетот и достапноста на водата, како и врз водоводните системи. Недостиг на вода значи кога побарувачката е далеку поголема од достапното обновливо количество вода. Причината е што расте бројот на населението, се зголемува потрошувачката на вода, поради урбанизација, поради економски развој, но исто така и поради зголемена потреба од енергија, па влијае врз сечење на шуми, влијае врз текот на поплавите и на реките и се разбира огромно влијание на ова имаат и климатските промени. Најсиромашни и најранливи деца ќе бидат најпогодени од зголемениот недостаток на вода, се вели во извештајот, бидејќи милиони од нив веќе живеат во подрачја со мал пристап до безбедна вода и санација.